Благодарам, почитуван председател, почитуван заменик министр за финансии, почитувани колеги претеници. Пред Македонија е најголемиот државен буџет во историјата на државата. Владата на ДУИ и СДСМ планира во 2023 година да потроши фантастични 5 милиарди и 281 милион евра. При тоа планира буквално да ја цица потта и маката на народот, затоа што во услови на невидена светска криза во делот на енергенција и храна, пред се власта на СДСМ и ДУИ планира да собере од народот приходи, поточно арач, во висина од 4 милиарди и 585 милиони евра, а разликата од 5 милиарди и 281 милион евра, која што е во висина од 696 милиони евра, да ја обезбеди од кредити. Ако треба сега да го карактеризирам буџетот за 2023 година, тогаш, за жал, повторно, како и во претходните години од владењето на двоецот СДСМ ДУИ, никако не можам да го перцепирам преку принципот на развојната компонента, а уште помалку да верувам дека еден ваков, мегаломански да речам, преамбициозен буџет, креиран од неамбициозна влада, која веќе пета година поред докажа и покажа дека нема ниту капацитет, ниту знаење како истиот да го искреира, а најмалку истиот да го реализира, да ги изменаџира сите овие економски политики, проекти, стратегии кои што еден буџет го чинат, за да на крајот истиот да постане реалност и да биде извор на економска сигурност за секој еден граѓанин. Значи, ем да го соголи народот, ем да направи огромен дефицит, односно дупка која ќе ја плаќаат следните генерации. За да ги доближам сите овие големи, би рекол, несватливи бројки за обичен граѓанин, би кажал едноставно дека власта од секој еден од вас ќе собере и потроши пари во висина од 2875 евра. Тоа значи дека власта на ДУИ и СДСМ на секое 4-члено семејство ќе му земе по 11.500 евра на годишно ниво. Никогаш, буквално никогаш буџетот не бил толку голем и власта не била толку расипничка. Буквално, што би рекол народот, турско било, ова не било. Масовна кражба на народни пари и расипничко трошење. Владата веројатно нема намера воопшто да помогне во справувањето со инфлацијата во координација со Централната банка. Предлог буџетот предвидува раст на приходите од 15%, што е фантастичен раст, но растот на номиналниот бруто домашен производ изнесува 10%. Ова значи дека владата и натаму планира инфлаторно финансирање, односно користење на овој инфлацијски данок со кој ја намалува куповната моќ на граѓаните и на парите и истовремено ја намалува и реалната вредност на долгот што треба да го отплаќа. Почитувани, буџетскиот дефицит кој што е проектиран на 700 милиони евра е превисок. Состојбата во македонската економија е загрижувачка, бидејќи се ќе падне на терет на граѓаните, укажувајќи дека со владината помош преку мерката P1 или P1 ќе дојде до повторно, до трансфер, до ЕСМ, што значи дека власта повторно не го решила проблемот со енергетската криза, бидејќи струјата, односно електричната енергија, цената на електричната енергија, повторно ќе продолжи да расте. Загрижува што фискалната политика нема намера да ја помага на монетарната во сузбивање на инфлацијата. Колку е буџетот поекспанзивен, а рековме пак дека е инфлаторен, толку треба да се затега монетарната политика од Централната банка. Со инфлацијата не се прави многу или не се прави ништо. Која е таа квалификација дека имаме ценовна стабилност, кога инфлацијата е највисока од 1996 година наваму? Народна банка доцни со мерките, а владата не ја помага. Во моментов и фискалната и монетарната политика се експанзивни и тоа не оди. Треба штедење
и треба намалување на непродуктивните трошоци. Приоритет треба да биде да се помогнат граѓаните, да не мрзнат зимава, а компаниите голем број се загрозени не само заради цената на електричната енергија, растат и други трошоци, така што не е розова ситуацијата, како што министерот за финансии сакаше да ја прикаже дека во Република Македонија ситуацијата е розова. Кога сме кај здравството, нула грижа за пациентите и целокупниот здравствен систем во буџетот за 2023 година. Проектираниот буџет за 2023 година е на штета на најранливите категории. Пациентите со малигни заболувања, неосигурените трудници, пациентите со ретки болести, пациентите со ХИВ. Буџетот не е инвестицијски и покажува елементарна негрижа за целокупниот здравствен систем. Кога сме сега повторно кај трошењето на парите, тука доаѓа и овој поголемиот проблем, а тоа е дека овие големи средства нема да се потрошат за да се изгради конечно автопатот Охрид-Кичево или да се изгради крак од Струга до граница со Албанија, уште помалку да се изгради автопатот Кичево-Гостивар, или овие пари нема да се потрошат да се изгради нов клинички центар или пак можеби нов енергетски објект и така натаму. Овие пари исто така нема да се потрошат за нови патишта низ истокот на Република Македонија или за автопатот Прилеп-Битола, експресниот пат Градско-Прилеп, да не зборуваме за реновирање на болниците во Битола, останатите општини или за доизградба на болницата во Штип. Парите нема да се трошат ни за зголемени субвенции на земјоделците со цел Македонија да произведе повеќе храна, а маката на земјоделците повеќе да се цени. Исто така, парите нема да се трошат ни за нови водоводни линии, канализацијски системи или локални и регионални патишта. Да не зборувам пак за други преамбициозни проекти, како што се базени, спортски сали, стадиони, гасификација и така натаму. На ништо од тоа, почитувани пратеници, нема да се трошат овие рекордно високи средства. Средствата ќе се трошат во нејасни и матни процедури, во тендери во четири очи и спорни набавки за лица блиски до власта. Или како што милува да каже господинот Али Ахмети, како до сега. Ќе си продолжиме како до сега. Само како илустрација, така наречената ставка, други трансфери во буџетот, која што секогаш е најпроблематична и остава најголем простор за трошење без контрола од страна на власта, ова година е на фантастични 924 милиони евра. Историски, почитувани граѓани, највисока ставка. За споредба, во време на светската финансиска криза во 2008 година, оваа ставка била 317 милиони евра. Во време на европската должничка криза, во 2011 била 374 милиони евра. Сега, споредувам со овие две години, со овие две големи кризи, затоа што по силата тие две кризи се слични на нивото со сегашната криза заради војната во Украина. Но добро се сеќаваме и свежи ни се памтењата дека македонските граѓани скоро и да не ги почувствуваа, за разлика од оваа криза која што удира по секого. И тука е главната грешка на алчната и криминална влада. Почитувани граѓани, криза не се решава со дополнително опторетување на народот и фирмите со поголеми давачки, како што прави оваа власт. Туку напротив, со помали давачки и даноци, како повеќе пари би останале кај граѓаните и стопанството, а се со цел да можат да инвестираат и да ја пребродат оваа криза. Правилото е јасно.
Во криза власта го затега својот ремен и помалку троши, а не става нов јарем, нов арач на ионака истоштениот финансиски народ и стопанството. Оваа власт на СДСМ и прави обратно, и затоа народот не може да врзи први со први или крај со крај во текот на еден месец, затоа што парите им ги зема власта на граѓаните и на стопанството. Со една проста констатација, буџетот за 2023 година е криминален и расипнички и е автопат кон банкрот на Република Македонија и македонските граѓани. Да продискутираме за некои ставки од буџетот. Наместо да се скратат на непродуктивни трошоци, имаме партиски вработувања, луксузирање во кои што ги правите по министерствата. Така, во овој предлог буџет, средствата за овие ставки, гледано, анализирано, секаден растат. Еве, например, кај председателот на Република Македонија Стево Пендаровски, кој што рече дека ако скопјани немаат парно и тој ќе го исклучил грејењето во Вила Водно, нели за загревање, на истата и ја зголемила ставката за 113%. Владата на Република Македонија зголемува ставката 401 за плати за 9%. А внимавајте, ставката 435 за договорни услуги на цели 62 милиони евра. Службата за општи и заеднички работи ја зголемува ставката 412 патни и дневни расходи за фантастични 172%. Министерството за политички системи и односи за заедниците во програмата 10 за администрација има зголемување од цели 80% или 43 милиони денари. Кога сме кај Министерството за одбрана, истата оваа ставка, 420 патни и дневни расходи, според проектираниот буџет ќе биде зголемена за 35,9, односно приближно 36%. Ставката 423 материјали и ситен инвентар ќе се зголеми за 31%, ставката 425 договорни услуги за 73% и привремените вработувања, внимавајте, повторно ќе се зголемат за некаден повеќе од 5%. Министерството за внатрешни работи ја зголемува ставката патни и дневни расходи за цели 45%. Министерството за надворешни работи истата оваа ставка 425 за договорни услуги за 30%, ама затоа ја намалува ставката за иселеништво за 60%. Кога сме кај образованието, во подпрограмите на Министерството за образование, во енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови, се кратат 45,7% или цели 117,4 милиони денари. Подпрограмата за реконструкција на основни училишта се крати за 17% или за цели 52 милиони денари. Подпрограмата за реконструкција на средни училишта се намалува за 14%. Подпрограмата изградба на спортски сали во основните училишта се намалува за 33 милиони евра. Кога сме кај средното образование, оваа ставка за изградба на спортски сали изнесува 0%. Студентскиот град одамна е заборавен, а во овој буџет под програмата за изградба и реконструкција на студентски домови е намалена исто така за 30,8%. И понатаму има многу вакви ставки кои што не сакам сега да ги елаборирам и да ги читам. Со ова сакам да кажам дека кратите од потребите кои што се реални потреби и на стопанството, и на граѓаните, и на учениците, средношколците и студентите, а имате зголемување во плати каде што ќе се трупа повторно партиската војска. Сега, да не се остави печаток дека само критикуваме, затоа како одговорна политичка партија, ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата,
предложивме повеќе амандмани каде што се опфатени сите категории на граѓаните, синдикатите, стопанството и други инфраструктурни решенија за локалните самоуправи, вклучително и за општина Кавадарци и Тиквешијата од општината, односно од каде што доаѓам и јас како пратеник. Ке ви ги прочитам само неколку предлога амандмани кои што се надевам, колеги пратеници од власта, ќе ги прифатите затоа што се од добробит на граѓаните и стопанството и се насушна потреба во овој период кога се соочуваме со ваква економска криза. Прво, ви предлагаме преку амандман одложување, да го одложиме зголемувањето на даноците преку одложување на предвиденото прогресивно даночно оданочување кое треба да започне од 1.1.2023 година или прогресивниот дан. Ви предлагаме преку амандман спречување на зголемување на цената на електричната енергија за домаќинствата и за бизнисот, тоа е за стопанството, преку одложување на предвиденото зголемување на ДДВ-то за електричната енергија од 5 на 10%, кое што според вас и според проектираниот буџет треба да биде да стартува од 1.1.2023 година. Ви предложивме во буџетот и се надевам во амандманската расправа ќе ги прифатите овие амандмани, викенд без ДДВ или викенди без ДДВ, се додека трае кризната состојба која што е прегласена на територијата на Република Македонија. Поддршка на домашните компании преку намалување на акцизата за течните горива. Овој амандман, овој предлог решение го предлагаме уште од февруар месец. Насушна потреба со ова намалување на акцизите многу ќе му олесниме и на граѓаните и на стопанството. Значи намалување на акцизите за течните горива. Парична помош на ученици од основно и средно образование од семејства со месечни примања помали од просечната плата. Субвенции за зголемување на висината на студентскиот оброк од 120 на 160 денари. Нели велиме дека се грижиме за студентите, најдовте некое решение или купивте мир до март месец, ние ви нудиме законско решение издржано со кое што студентскиот оброк или стандардот за студентскиот оброк да биде од 120 на 160 денари. Го предлагаме амандманот реконструкција на студентските домови, истото ова кое што вие го имавте во предизборната програма во 2020 година. Значи само треба да го прифатите. Набавка на нова медицинска опрема за јавните здравствени установи, зголемување на буџетот за набавка на инсулин за диабетичарите, зголемена капитација на бодовите за матичните лекари, стоматолози и гинеколози. Почитувани пратеници од власт, на крајот од мојот говор би сакал да ве замолам добро да размислиме, затоа што ние уште година или две ќе си заминеме од овде, нема да бидеме пратеници, но да оставиме белег дека сме донеле мерки, издржани мерки во време кога е економска криза во Република Македонија, да има зашто нели да не паметат граѓаните. Благодарам.